Секоја злоупотреба на државен ресурс за партиски цели ќе биде најстрого санкционирана, рече вчера техничкиот премиер Оливер Спасовски, кој денеска отиде во Арачиново да ветува канализација. Спасовски е носител во втората изборна единица, а токму Арачиново е дел од истата, каде тој отиде да види до каде е реализирано тоа што пред 3 години го ветиле како партија. Мејлот кој пристигна до медиумите дека Спасовски ќе оди во Арачиново беше испратен од владата, а не од СДСМ. Техничкиот премиер се правда дека таму бил во улога на председател на влада, а не како носител. Ова е владина активност за увид во проектите кои што ги финансира владата и ништо не преземаме во однос на изборната кампања. Кампањите ќе ги водиме после работното време. Додека Спасовски вршеше увид, дел од медиумите забележале делење на пропагандни материјали со логото на коалицијата Можеме во околината. Спасовски вели дека тоа немало врска со него. Кампањата е почната и флаери можеле да се делат насекаде. Никој апсолутно од нас не дели такви пропагандни материјали, а инаку на друго место ако се делат било какви пропагандни материјали, кампањата е започната, партиските активисти можат да си прават што сакаат. Инаку ова е настан на владата. Вчера исто така од мејлот на владата беше испратена информација дека Шекеринска била во посета на Битола и остварила средба со градоначалничката на општината. Во изјава пред медиумите Шекеринска се фалеше што направиле, но не заборава да критикува што наследиле од претходната власт. Владините функционери токму во изборната кампања се растрчаа да видат до каде им се проектите кои ги ветиле. Иако досега не бевме во можност често да гледаме високи владини представници како одат на терен да проверуваат канализации, официрски домови, улици и слично. Иако велат дека се во својство на представници на влада, јавноста коментира дека е тенка линијата меѓу проверка и промоција на проекти за иден мандат.